Добродојдовте во уште еден подкаст Мирисот на книгата. Следете не на YouTube каналот страница МК. Кога чудното и заструвачкото ќе го преисториш во хумор и сатира, не мора си гениалниот чудак Даниел Хармс. Кога со малку кажеш многу, со неочекуван наративен пресврт, не мора не си Чехов. Доволно си Ѓоко Здравевски. Поентата на неговите книжевни точки и отсечки се in media res. Што би рекле крагуевчани, не кружи ко киша око Крагуевца. Кажи нешто конкретно. Најконкретно, прозата му е љубострасна, поезијата лична па прекулична, љубавина, полна математички загадки, шестари триаголници, како дучел во гимназијата Раде Овчевски Корчагин. Тој е математичар и уметник, и дедал и икар, мудар, но и непослушен кој треба да лета кон поетското небо. Ке магистрира на катедрата за македонски и словенска книжевност при Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, каде ќе работи како библиотекар. Ке работи како лектор по македонски јазик на Филозофскиот факултет во Ниш, како уредник на издавачките куки Бегемот и Темплум. Активен во редувањето на културно-уметнички интернет портали, книжевните читања, организација на неколку изданија на Скопскиот фестивал за кратки фикции, еден од организаторите на Скопскиот поетски фестивал и дел од Европската поетска платформа Версополис. Објавил 4 книги поезија на 10 европски јазици. Полиглот и преведувач, лектор по македонски јазик во Париз. Добре дојде за македонскиот алхемичар на зборот, живалец шеговиец, одложувач на смртта, кој вешто жонглира со буквите, правејќи поетски акробации. Корчагиновец, добре дојде во Мирисот на книгата. Добро ве најдов, фала ти за поканата. Ова е добар маркетинг за Корчагин, веднаш едно прашање за кондиционен тренинг. Што понесе од Корчагин кога замина последните 4 години во Корчагин? Па јас кога дојдов на факултет сватив што сум понел од Корчагин и колку многу квалитет сум понел. Кога се сретнав со нивото на квалитет на универзитетот, сватив какво било нивото на образование во Корчагин, така што премногу убави работи. Не знам како да ги конкретизирам, меѓутоа веројатно понесов најмногу од се некакво чувство за одговорност при работата, дисциплина и некаков висок праг на очекување, едноставно високи критериуми понесов. Тоа понесов, претпоставам, најважно се високи критериуми. И тоа го правиш во твојот професионален и кариерен развој, се гледа таа одговорност и она се што правиш со љубов. Па се надевам дека е така, да, секогаш таа автокорекција ми е присутна, така што ми се допаѓа тоа да имам самокритичен. Да. Како изгледа Скопје од перспектива на Париз? Таму си веќе 3 години работиш како лектор. Па сега треба да бидам, ако бидам искрен, детектор ќе стави. Треба да бидам строг. Скопје си го сакам, Скопје ми е дома, тука ми се најблиските луѓе. Тука ми е убаво со луѓето, меѓутоа Париз е музеј на отворено и таму едноставно влегувате кога ќе излезете надвор, практично влегувате во музеј. Секој улички експонат. Да, кога се вратите во Скопје изгледа како една дивоградба, кој каде дошол изградил нешто. Ако одите по Партизанска ќе го забележите тоа. Како се појавило некој изградил Тенекија, некој ставил барок, некој ставил модерна, некој ставил нешто друго и како одите само се менуваат стиловите без никаков ред и поредок. А во Париз таа естетика плени и инспирира. Ама пак, кога се вратам дома, ми е дома. Тука ми се луѓето. Постои нека предрасуда, постојано повторуваме на реторика дека не им е лесно на нашите во туѓина, иако сега комуникацијата е честа и преку интернет и доаѓаш често во Скопје. Дали те прифатија парижаните и твоите работодавци, кругот кај што се наоѓаш? Па да, парижаните, французите се, тука јас правам една дистинкција на љубезни и учтиви, од тие се учтиви, односно се фини, никогаш нема парижаните да ти покажат нешто, некакво лошо расположение, секогаш ќе бидат фини кон тебе. Меѓутоа не знам колку е дали е тоа љубезност, односно дали од љубов во коренот и од срце или е просто само научени правила на игра, се тоа како да се однесуваш со
својот соговорник, така што во таа смисла се коректни и Фино воспитани. Фино воспитани, да, немам никакви замерки во однос на тоа како се однесуваат код мене. На работа сум супер прифатен. Практично јас, знаеш како тај, јас и во Ниш кога работев, јас доаѓам на работа, си ја завршувам работата и си одам. Мене ми е важно односот со студентите ми се прекрасни, има навистина квалитетни студенти, малобројни се, ама се квалитетни. Одбрани. Да, и ми е задоволство да работам, работата ми е забава, задоволство, уживање. Ништо поважно во животот ако го работиш тоа што го сакаш. Да, Париз го доживувам како награда практично овие 4 години што уште 1,5 имам да одработам, тоа ми е како некаква награда, си го доживувам едноставно. Не можам да ги скрием впечатоците, импресиите од твоите одсечки стварност, од љубавина, Дедика Рикарал. Значи, гениален си во пишувањето, ова можам да го кажам слободно. Дури не те познав толку добро, дури не ги прочитав твоите мали, ама добри залаци, литератури и животни филозофии. Си играш со зборови, имаш некој сентимент да го направиш зборот, да си го преадаптираш на твој стил. Духовит хумор еден многу фин, софистициран, на крајот неочекуван, дури на Чеховски, не очекуваш дека такво нешто ќе завршиш. Оно што се забележува дека имаш свој книжевен гуру, а тоа е Горан Стефановски. Да, одсечки стварно се практично конзервираните импресии на Горан Стефановски. Низ мој филтер. Низ твоја визура. Низ мој филтер. Конзервираните импресии, кај мене се одсечки стварност, затоа што се е од стварноста излезено. Јас не измислувам ништо, го филтрирам низ некаков мој филтер, меѓутоа сите приказни што се тука раскажани се случајни. А конзервираните импресии на Горан ги преджвакувавме генерацијски. И тука има малку и Даниел Хармс, меѓутоа Горан и Чехов, што го спомнуваш, Чехов исто го обожавам. Тројцата. Тој неговиот, тој неговиот минимализам. Со малку многу, ништо не се случува, се случува. А после Толстој успеа да ја освои Русија со тој негов Да. Значи, како тоа што ги фати, Хармс е очигледен, бидејќи го има и во насловот. Горан е исто така и во Дедика Рикарал е Горан како мото земен на почетокот со монологот на Ангеле. Лед во место. А овде е очигледно. Мислам дека и тука го цитирам Горан. Имаш овде баш грешка. Да, многу е добро. Вика, млада девојка свири пијано во апсолутна тишина пред сконцентрирана, образована публика, не е лесно. И веќе каде се слизна некој прст, некаде конечно сгреши, веќе станува неподнослива оваа напнатост во воздухот. Значи Горан Стефановски кажа дека некош е потребно, нели? Сите чекаме некој да сгреши. Да. А велиш ти, така ние со писмата што веќе сме ги испратиле. Бараме грешка, се дека конечно не најдеме некоја. Понекаш дури оставаме намерна грешка, барем една. Така се лажеме дека правиме некаква магија, тераме ѓаволи. Понекаш дури измислуваме грешката, само за да не престане читувањето по 100 пати. И јас сум чкртач, значи почкртан си овде, повлекуван. Супер, тоа е убаво. Постои ли грешка некоја во твоето секојдневие, нешто што мислиш дека можеби не си го направил како што треба? Тања. Има впечаток дека ги мериш зборовите, многу внимаваш кога ги бираш. Тоа да, ништо не е случајно. Да, ма тоа знаеш како, тоа е како жива реч и напишана реч. Јас затоа многу повеќе сакам да комуницирам преку кореспонденција пишана, па епистоларно, затоа што тука можам да седнам, да размислам и да направам, да напишам тоа што сакам. А животот го живееме во живо, во животот нема ајде уште еднаш. Така што грешки има многу, меѓутоа гледам да продолжувам понатаму и да не се каам за работите што ги правам, туку да ги гледам не од таа перспектива на Ѓоко, малиот Ѓоко и неговото лично его и неговото лично искуство, туку да ги гледам из една перспектива универзална, односно не низ точка, туку низ вечност, некако така. Из трите точки. Немаш грешки, совршен си, љубав вели чкрта по книгите, така тие стануваат мои. Нели, јас кога ќе ишкртам, моја си веќе сум ја обележил. Една пријателка ги кино милените страници и ги крие од остатокот од светот. Прво силно ги притиска на градите, ги гледа со детски вџарен поглед, потоа ги крие некаде од остатокот од светот. Така и книгите се заштитуваат од поземување. Да, ништо по-конкретно. Ова е навистина така, навистина имам пријателка што цели страници ги кине од книгите и тоа и со милени страници си ги чува посебно
и така не можеш да ја поземиш книгата, бидејќи фали страница внатре. А за грешките тука прилично сум ситничар, бидејќи сум и лектор и препрочитувам постопати и проверувам и не смее да се провлече грешка, барем во овие мои книги. Кога преведувам, тука тоа се големи книги, па може да се провлече нешто. Меѓутоа, мислам дека барем во поезијата, тука не знам дали има некаква печатна грешка, во поетските книги мислам дека нема никаква, тука сум ситничар и перфекционист за формата. Затоа што формата е многу е важна формата во однос на содржината. Имам една учителка духовна која ме учи на тоа дека синтонијата и добрата уреденост во просторот е многу важна за духовното искуство. Ти недостасува ли во преводот, бидејќи си полиглот, повеќе јазици знаеш, си ги совладал и тоа го работиш професионално, понекогаш зборчиња, синоними. Дали македонскиот јазик нема доволен фонд, на што знаеме никош да кажеме, или сме грешка? Секојаш може да најдеш некој народен збор, некој архаичен збор? Сега го читав Горан пред да дојдам, пишувам текст за Горан за раните драми на Горан Стефановски и ја читам Јане Задрога, читам и се препотувам бидејќи тие зборови јас сум ги барал при некој превод и не сум можел да ги најдам, а не ми текнало кај Горан да ги побарам, а тој ги зел од кај Марко Цепенков. Така што има кај Цепенков, има во преводите, во препевите на Михаил Д. Петрушевски на Илијата и Одисејата, тоа е пребогато, има кај Огнен Чемерски, кај Драги Михајловски, значи кај Горан, кај Коневски, кај Славко Јаневски, кај Гане Тодоровски, можеме да измислиме зборови. Имаме многу богат јазик, податлив, словенските јазици се податливи за зборообразување. Кога преведувам често си зборообразувам, едноставно ако тој збор, бидејќи преведувам главно хрватски автори, ако го нема зборот, гледам да го зборообразам во нашиот јазик, ако е словенски зборот, ќе му најдам коренен наш, ќе му најдам наши префикси, суфикси. Така што ние многу често гледаме со зазор кон зборовите, велиме тоа е србизам, тоа е бугаризам, а тоа е словенска лексика, тоа не е ни србизам ни бугаризам, тука е општо словенска лексика што ние се сплашиме да ја користиме како да е туѓа и како да некој ќе ни рече дека сме и леџи, дека не знам, дека јазикот не е богат и дека нема врска. Мислам дека за се можеме да најдеме некакво решение креативно. Тоа може да биде и описно, тоа може да биде на крајот на краиштата сосема поинакво и неочекувано решение, не може да биде буквално преведено. Така што секогаш сум наоѓал решенија за местата што ми биле тешки за превод. Мислиш дека проблемот е веќе младата генерација тоа не мог да се изразат, па поземуваат странски англонизми во нечитањето? Да ги читам, сам велиш, го читам, го препрочитувам Горан Стефановски, Јане Задрога, Марко Цепенков, ги гледам Михаил Пенушлиски со Илијада. Од таму можам да црпам. Што се случува со нашите млади луѓето? Имаш контакт со студенти? Дали читаат доволно? Мислам дека тоа е индивидуално. Јас кога бев дете, мене во мало ми се чудеа повеќето другари дека јас читам надобро од тоа што ми лектира за школа. Така што мислам и дека и сега има деца што читаат и деца што не читаат. Сега, да, веројатно денешните деца, умовите им се многу по-загадени, да речам, многу по-контаминирани со непотребни информации, бидејќи постојано скролаат и постојано, мислам и јас скролам, и умот се полни со информации што се непотребни, потоа нема капацитет за оние некои пофини информации што може да ги прими, а примаат секојдневни вести, примаат вести што се иста вест на 100 места, пренесе на истата, видеа непотребни, така што веројатно денешниве деца го имаат тој хендикеп да примаат премногу непотребни информации, да им се полни умот со информации, потоа да бидејќи тишината и празнината во мојот живот барем се многу важни. Јас сум растен со многу тишина и со многу самотија, уште како дете сум поминувал сам многу време. Сум одел, например, летно време кај баба ми и дедо ми на село во планина, во Леуново, тоа е на Мавровското езеро, и сум поминувал сам по цели денови. Кога ми доаѓале другарчињата, сум бил и со деца, и во мало сум бил и со деца постојано, ама сум седел и сам во соба и сум читал и не сум правил ништо, практично тоа го
го кажувам во сите интервјуа, дека, а тоа сум го сватил отпосле, дека јас како дете од 8 наутро до 8 навечер сум седел покрај езеро и сум гледал во тапа и ништо не сум правил, освен што сум гледал во тапа. И тоа е, сваќам дека е Дружење со себе си. Тоа е медитативна состојба на умот од мали нозе. И имале храброст и доверба моите родители и баба ми и дедо ми во Луново да остават едно 8-годишно дете, 8-годишно дете, прави на муавет, да седи само покрај вода 12 часа. Само да се врати дома за ручек и пак да си се врати. Ништо побаво, тој контакт со природа е недостатствен на денешните Така што нешто како излегува сега нов превод мој и јас го носам, сега дома сум и му го давам на татко, ми вика, излезе од Милјанко Јерговиќ го преведов нов превод. И татко ми иде на тераса и се враќа и вика, товар ти е преводот. Ја прочита цела книга 130 страници во еден залог. Во еден залог, бидејќи тој нема недостаток на внимание. Неговата генерација нема. Концентрација, така е. Тој е шахист плюс е фокусиран и оди на тераса 130 страници ги чита и се враќа и ги прочитал 130 страници. Ти е добар критичар. Имаш некој таинствен, скриен хумор? Генот Генот Прилепски. Прилепски. Да, Прилепски хумор е тоа. Да, растен сум со татко со кој што постојано мора да видиш на штрек дали ќе те наседне, дали ќе ти направи некаква скриена камера. И терпеевски, да, некаква скриена камера. И тој штрек се гледа и тука. И многу сакам вицови, многу сакам хумор, многу сакам, се воодушевувам на различни видови хумор, имам многу широк спектар можам да фатам хумор дури да не ми е смешен, можам да го фатам хуморот и да речам аха, ова тука да препознаеш хумор, без разлика дали мене ми е смешно. И има многу ми се важни тие кривини. Тоа што го вика и Горан за драмскиот текст, може да бидеме Зидар е тој што нас знае да направи агол. Тој е вистински зидар, бидејќи во зидањето најтешко да се направи агол, статика, ќош. Зид можеш да направиш колку сакаш, ама ако не знаеш да направиш ќош, тогаш немаш приказна. Тие пресврти ми се важни и во поезијата. Во поезијата, на пример, е важно каде ќе го прекршиш стихот. Ти можеш да направиш 3 стиха најобични и ако знаеш каде да прекршиш, и ако читателот знае да препознае што ти всушност правиш со тие паузи и какви се значења пренесуваш со тој, зошто во тој стих имаш еден збор, па во вториот имаш овие два, па во третиот имаш пак еден. Знаеш, тоа кога го прочиташ вака може да изгледа банално, ама кога го прочиташ со длабоко внимание и со смиреност на умот, ќе сватиш дека можеш да видиш дека тука има некаква игра. Индиректно си го имал недобриот учител, си го читал Горан Стефановски, кај него на интерпункцијските знаци не се случи нисто ќе те велиш еднаш господинот па. Се шеташе низ ходниците на филолошкиот факултет и им персираше на своите колеги, при тоа не забрајајќи го своето белгаско л. И често го користиш тој господинот па, рече многу правници, малку правда. Малку правда. Малку и беше во право. Беше во право. Господинот па. Сите професори од минатото или? Ова е конкретна личност. Тие ги напишав, ова се фрустрации некакви од тие универзитетски денови. Сите ги имаме. Па затоа што мене факултетот ми беше најголемото разочарување во животот, затоа што дојдов од Корчагин со некакви, јас мислев дека тие се богови, кога ќе отидам јас на факултет, мислев дека тие луѓе ќе знаат се. И немаше врска, не беше така. И потоа се соочив со нивните фрустрации, па нивните фрустрации создадоа и кај мене, кај млад човек. Одлична терапија, подобра терапија на овој начин да се спасиш од фрустрација. И овие ги напишав во Ниш Експрес едно утро, тогаш работев во Ниш, бев на постдипломски студии во Скопје и нешто беше рано утро, 6-7 наутро, не знам колку беше, 5 може би со тој автобус одев, бев ненаспан. Тоа се тие некои состојби на свест кога умот е премногу буден затоа што е ненаспан, не спиев цела ноќ и во тие 15, односно 14 ги напишав во еден стих и 15-тата е допишана отпосле, тоа се 15. Тоа е практично критика на сите мои професори, да речеме, што сум ги сретнал, генерално критика на универзитетскиот професор, но се инспирирани од конкретна личност, со која што јас сум имал некакви топлоладни односи на лажви реч некаков, на ти го дај ми го, на пофалба и на критика. И едното и другото
без некаква длабока поврзаност, едноставно Површни. лажно ласкање како пофалба да. и критика несоодветна што не држи вода. И тоа создава кај младиот човек. Тоа гледам да не го правам јас, например, кај своите студенти. Тоа сакам да кажам, си го надминал, тоа е си гледам тоа што суптилен. можам да бидам свесен во комуникацијата со луѓето и лесно е да си свесен во комуникацијата со луѓето што не ти се премногу блиски. Тешко е да си свесен со најблиските, со тие што ти се партнери, партнерски врски, семејни односи. Тоа има, се шегуваат овие учителите по јога, учителите по медитација велат дека ако мислиш дека си просветлен, отиди една недела на семеен ручек. Па да и тогаш видиш. ќе видиме дали си Зен, просветлен, кога дали е си зенот, зен, да. Ги немам тука твоите две книги, она што можам се сетам, почетната многу беше интересна за љубовта, мислам, или она што велиш, се знам и се ми јасно, ама ништо од тоа не применувам. Значи знам денот кога завршам навечерта, може да се сетиш на... Да, тоа е од така почнува Дедика Рикара. Да. Дедика Рикара почнува со вака. Сите книги имаат циклуси. И сите циклуси имаат мото некакво. И Дедика Рикара почнува со угоре небо, удолу тело. Да, затоа што тоа е, значи зборувам за Креностите. За креност, за бесконечноста на човековото постоење, бидејќи ние сме создадени за се. Меѓутоа живееме во тело, тоа наше тело има веќе некакви информации, има некакви трауми, има стравови, и тоа наше тело и нашиот ум, практично телото е практично исто со умот, сега да не филозофирам, да не навлегувам. Меѓутоа тоа тело памти информации, или тоа телото памти се, тоа се тие некои источњачки, па сега веќе и кожата има меморија, и водата. И телото реагира и ние живееме во тие некои наши мали светови, а од друга страна, ако излеземе од себе си, практично во тие некои состојби на ослободување од себе си, од сопствениот ум и од сопственото искуство, тогаш е угоре небо, тогаш е се отворено, тогаш е се дозволено. Кога има љубов, љубов сватена не е романтично со панделка 14 февруари, не таква љубов, туку љубов како чиста свест, космичка, агапе и чиста свест. Таму на крајот завршаш негде со самокритичност, на крајот од тоа излагање, кај што велиш последната реченица. Последната мисла твоја. Во таа првата песна. Во првата песна. Дека секогаш, дека не го применуваш. Да. Ама ја не се држам до тоа. Да, затоа што тоа е мојата автодеструкција, за која што сум свесен. Како да ти автобиографска нешто забележа, не како да сакаш да кажеш дека сите е јасно, ги разбераш работите, ама пак не ги применуваш. Се ми е автобиографски, јас немам напишано ни една книга, имам 5 книги објавено, сите се автобиографски, во смисла дека пишувам од себе, ништо не измислувам. Ако пишувам дека има два пата и дека јас секогаш го бирам погрешниот, во таа смисла, сега јас не ја знам напамет песната. Два се вика песната, тоа е првата песна во Дедика Рикара, се вика два, и дека јас знам што треба, ама пак одам по другото. Но тоа е напишано некаде 2014-13 година. Сепак јас сум човек што најголем дел од времето посветува на интроспекција, на себеевалуација и на промена. И тоа ми е единственото нешто што ми е стабилно во животот, а тоа е промената на себе си, односно постојаната трансформација. Најчесто или е се тоа преку радост, многу често е преку болка, но кога ќе дојдат тешки состојби на болка, тогаш само сум свесен дека гасеницата станува пеперутка постојано, гасеницата станува пеперутка постојано, и тоа не е една трансформација, тоа се постојани трансформации, постојани падови и постојани ослободувања. И Дедика Рикара ми е практично некаков печат сега. Сега пишувам уште една книга, сега токму практично ги прибирам песните. Таа најверојатно ќе се вика, има работен наслов Небо трето. Небо трето. И ќе биде некаква комбинација од овие две практично, од љубавина и од како да излегуваат во серијал, веќе тој твој стил препознатлив. Па тоа се темите што ме обседнуваат.
не можам да пишувам за нешто друго. Но има многу длабока филозофија. Пак ќе кажам, со малку кажеш многу. 2-3 реда ти веќе имаш цела загадка што си сакал да кажеш и какви пораки ни испракаш. Едното крило на едната рака крило, на ногата ѓуле и ти стоиш во место. Значи, дали сме такви во последно време? Го препознаш ли тој лет во место кај нас во Македонија? Знаеш како, Тања, ова за кога ќе ме прашаат за во Македонија како е, дали е во Македонија така или не, јас гледам да ги гледам работите универзално или барем во некаков европски контекст. Истите луѓе што ги гледам во Македонија, ги гледам и во Париз, ги гледам и каде да одам низ Европа да патувам. Истите карактери, со истите проблеми, со истите реакции човечки, значи и таму гледам завидливи луѓе, тажни, весели, ограничени или премногу интелигентни или премалку интелигентни, или меѓу студентите има талентирани и помалку талентирани. И таму има бирократски проблеми, еден куп, како што има и кај нас. Можеби изгледа тоа дека е средано, дека системот функционира и така натаму, меѓутоа луѓето што ги препознавам таму, ги препознавам и тука како ликови од книга, буквално. Затоа што мислам дека ако луѓето не излезат од тоа бинарното свое, од бинарниот ум на добро, лошо, горе-долу, лево-десно, ако не излезат малку од себе и да се видат себе си отстрана и ако си останат само во своите сопствени светови, тогаш живеат во тие реакции што ни се на сите нас присушти, само што кај некого ќе доминира едно нешто повеќе, а кај некој друг ќе доминира нешто друго. Меѓутоа и таму, например, на универзитетот слушам за видливи колеги, за правење сопки, таму го има истото што го има и кај нас овде, што сум го видел откако сум дошол зад кулисите, откако сум дошол да работам, например, на факултетот, иако сум го гледал дека сум студирал. Сега кажам и во Ниш дека сум го гледал истото, меѓутоа Ниш и Скопје се премногу блиски за да се направи дистанца. Еве, сега Париз да речеме дека е нешто далечно, малку подалечно, меѓутоа пак е тој некој европски контекст. Можеби, не знам, ако отидам сега во Индија, можеби ќе, ако ги разгледувам тие луѓе таму, ако ги толкувам, можеби ќе речам дека тоа е некакво патување низ време. И дека таму кога сум бил било кога сум се вратил 100 години назад во времето, па некако така ми функционирале работите. Меѓутоа во европски контекст истите луѓе ги среќавам и во Скопје и во Париз. Ти помага индиската филозофија во секојдневието? Па ми го смени животот. 2008 влегов во тој некој свет на медитација, повторно од немајкаде, повторно затоа што сум се соочил со некакво непремостливо решение во мојот тогашен свет. За да го духот е истражувачки, ако смеам да забележам. Па љубопитност, без љубопитност, само ќе тапкаме во место, а како што веќе ти спомнав, трансформацијата ми е основна, Као цел во животот. Па она што ми е најважно ми е трансформацијата. Тоа се тече, се менува во една река, не се влегува 2 пати. Випасанџиеве вика дека стварноста постојано се менува. Ние пробуваме да се фатиме за некакви трајни вредности, ама трансформацијата е постојана и кога ќе се соочиме со трансформацијата, тогаш не боли, тогаш пробуваме да се држиме за старото и пробуваме да се држиме за она што го знаеме и за луѓето што ни се блиски, ама некогаш луѓето што ни се блиски неминовно се заменуваат, нели? Но станува болка, мора да ги пуштиме и некако ми е блиска исто Тао Де Џин кога открив книгата, светата книга на таоизмот, Лао Це. Тој таму во таа книга се учи за тоа, за водата која е променлива и за тоа дека каменот што ќе го фрлиш никогаш не може исто да направи. Исто да направи, но и дека водата влегува секаде и дека водата менува формата и дека растенијето, гранката што се витка ќе остане жива, а таа што е крута ќе се скрши. Да. Така што таа ми е некоја филозофија што се обидувам да ја живеам, односно имам како некаков стремеж. А од друга страна, ја имам својата човечка природа, своите лични трауми и своите лични искуства што ме удолу тело угоре небо. Да.
Ми беше драго, исклучително драго што беше дел од подкастите Мирисот на книгата. Се радувам што ето успеав да го зграбчам моментот кога си во Скопје, во Македонија. Ти посакувам и понатаму да го живееш својот живот, алхемијата на своите цели да ги спроведуваш. Те очекувам со нова книга. Та ја многу ти благодарам што ме покани, многу беше пријатно, секогаш ми е задоволство да си правим овој. Останете понатаму со Мирисот на книгата на YouTube каналот страница МК.